Заедно со членовите на Младинскиот совет и на Младинското собрание и јас како одговорно лице за млади во нашата општина решиме да креираме настан, промоција на книга, тоест Ехо на љубовта од млад автор Никола Митовски од Крива Паланка, исто член на представник на Младинскиот совет од Крива Паланка. Па мило ми е што во нашата општина се случуваат вакви активности, да може да се вклучи целото население, млади и целата популација од нашиот град. Постојано се трудиме со дечките од Младинскиот совет да креираме активности. Благодарение на градоначалникот имаме цело време поддршка и се надеваме дека ќе се вклучат сите млади заедно со нас. Пред да се представите најпрво и да ни кажете нешто за вашето дело, за каква книга се работи. Јас сум Никола Митовски, автор на поетската книга Ехо на љубовта. Книгата е составена од 28 песни во 3 циклуси, во кои што ги напишав во рок од 10 месеци. Инспирација црпам од се околу мене, околината, луѓето што доаѓаат и што заминуваат, од древните романси како Данте и Беатриче и многу други. Од каде соработката со Младински совет Делчево? Соработката со Младински совет Делчево е преку Мелани Траковска, член на локалниот Младински совет, кој сум им благодарен и на неја и на целиот Младински совет што ме покани денеска баш да биде оваа промоција тука. И за крај на порака до младите кои имаат талент, можеби, ама некако не се охрабруваат да испечатат книга. Порака за младите е да бидат само упорни, да веруваат во своите соништа и да бидат спремни на секакви препреки и да ги надминат. Со нас се тука и поведете и нешто за книгата на младиот Никола? Јас сум рецензент на книгата. Кога ја добив во електронска форма, сметав дека тоа ќе бидат лирски изблици на еден млад тинејџер. Меѓутоа, на моје задоволство, но и задоволство, верувам и на вас, читателите, во рацете добив едно вистинско откровение, каде Никола Митовски, авторот на книгата, љубовта ја става секогаш на пиедестал. Топло ја препорачував на сите читатели да го имаат овој примерок во својата лична библиотека. Добар ден и добре дојдовте. Како директор на јавната локална библиотека Илинден, навистина се радувам што библиотеката соработува со млади луѓе, амбициозни, способни, креативни и умни, како што се членовите на локалниот Младински совет. Се радувам што вечерва промовираме дело на наш македонски автор. Јас секогаш гласно сум зборувала и сум пишувала дека Македонија има прекрасни млади автори, кои со ништо не заостануваат за познатите странски автори, меѓутоа ние недоволно ги промовираме и недоволно ги почитуваме. Се радувам што еве сега промовираме дело на младо момче, наш автор, секоја чест за вложениот труд на Никола Митовски и неговото дело Ехо на љубовта. Од име на јавната локална библиотека му посакуваме многу успех со ова дело и секако уште многу нови наслови и уште многу нови успеси. Јас би кажала дека оваа промоција е во организација на локалниот Младински совет. Ние сме тука само како поддржувачи на локалниот Младински совет, како поддржувачи на македонските млади автори, како поддржувачи на сите оние кои што сакаат да пишуваат, да читаат и да сакаат книгата. Затоа ќе давам збор на оние кои што да организираат настанот, но пред да започнеме, би сакала од име на библиотеката на Никола да му подарам книги и брошури посветени на нашиот град.